По само кратко одложување, што ретко се случува, Илон Маск на спектакуларен начин во едно филмско студио во Лос Анџелес го представи роботизираниот такси автомобил на Тесла. Наречен Cybercab, тој нема волан и педали, ниту пак задно стакло и ретровизори, бидејќи не му требаат. Во каросеријата со аеродинамичен облик сличен на авионско крило има место за двајца патници кои влегуваат преку врати без рачки што се отвораат автоматски на нагоре. Пресметките на Тесла покажуваат дека експлоатацијата ќе чини околу 20 центи за милја или кажано во наши пари нешто над 7 денари за километар. Користењето е едноставно. Потребно е само преку апликација во која се внесува дестинацијата да се повика возилото и толку. Многу прашања останаа отворени, бидејќи никакви детали за механиката и автономијата воопшто не се објавени, а прототипите кои ги возеа гостите на презентацијата ваму таму, колку за демонстрација, немаа ниту приклучок за полнење на батериите. Според плановите, производството на Cybercab треба да започне пред 2027 година и да чини $30,000. Ке може да го купи секој, но за да го продава на приватни купувачи, Тесла претходно мора да добие дозвола од американските регулатори. Заедно со него е представено и автономно комби со големи стаклени површини и тркала скриени под каросеријата. Наречено е робован и може да прими до 20 патници или да се користи за превоз на стока. За него пак нема никакви конкретни информации.